Во срцето на Беверли Хилс, жителите и туристите со подлабок джеп ја крстасуваат Родео Драйв, улица полна со продавници што нудат луксузни производи на познати дизајнери. Сиси Хонг со семејството тука ја минува последната недела пред враќањето во Малезија. Вели, релативно ниската вредност на доларот прави се во САД да биде поевтино споредено со дома. Си купила од специјалната линија на чантите Coach. Околу $650. Дома е веројатно двојно повеќе. Економистот Армен Бедрусијан од истражувачкиот институт Милкен гледа постојаност во оваа потрошувачка група. Ова е една од светлите точки на економијата, главно поради тоа што овие конзументи континуирано трошат во овој сегмент на малопродажбата. Не дека се е розово, имаше период кога и богатите помалку купуваа поради рецесијата. Како резултат на тоа, модниот креатор Пол Ату од Беверли Хилс, например, морал да ги отпушти сите своји вработени. Па сепак, на луксузните стоковни куки како Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Nordstrom и модеше мошне добро, токму заради богатите муштерии. Дейвид Винтер е од Советот за маркетинг на луксузни производи, организација која ги застапува повеќето компании што се ориентираат кон побогатите муштери. Тој вели дека тие почнуваат повторно да трошат. Немаат голема главоболка од економскиот пат, туку напротив го користат не само за купување на скапа дизајнерска гардероба, туку и за инвестирање во ефтини недвижнини. Факт е, заклучува Винтер, богатите се побогати.